Добар ден на сите. Редовната комуникација со претседателот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицовски продолжува. Денеска претседателот на партијата е во редовна посета на општина Велес, се со цел сите проекти што ги имаме ветено за време на локалните избори, да видиме до каде се и да најавиме доста нови проекти кои што се и надвор од програмата за локалните избори. Бевме на улица Живков Ирфов, кај што се одвиваат сериозни градежни активности. Чекувам наредна недела да има и асфалтирање на таа улица. А сега се наоѓаме на улица Благо Ѓорев, каде што може да видите дека неколку недели тука имаше ископ, насип, тампонирање, има нови вичњаци, нови тротоари и секако асфалт. Пошто оваа улица е улица каде што е многу користена, тука е населба Превалец, двете населби Тунелот и Керамидна и дополнително патот кон општина Чашка и оваа улица за некој месец и пол ќе биде целосна реконструкција. Ќе продолжиме со реконструкцијата на улицата Лазо Смаков, Орце Мартинов и Андон Шурков. Овие сите проекти општината интензивно во изминатата година работеше во соработка со Светска банка и Министерството за транспорт и врски. Следната недела ќе склучиме еден голем договор со неколку фирми кои што значи договор над 40 милиони денари за подобрување на основната инфраструктура, улици со бетонирање, асфалтирање и поставување на бетон плочки на овој пат во високите зони во град Велес, заради тоа што не е само уредување на централното градско подрачје, дадовме збор дека ќе работиме и во високите зони. После ќе продолжиме заедно со претседателот и со пратеникот и со претседателот на Советот и со советниците да го видиме игралиштето во населба Тунелот. За неколку денови таму ќе имаме отпочнување на градежните работи за реконструкција целосна. Во постапка сме за избор на фирма за реконструкција на дел од Младинскиот парк. Оваа година целосно уредување ќе има и игриштето во Дворови, кој што го ветивме пред неколку месеци дека ќе го направиме. Ракометното познато игралиште кое се служи за фудбал ќе добие најсовремена подлога, тоа е вештачка трева, но и од левата страна ќе го направиме единственото игралиште кое што во моментов е во многу лоша состојба. Ќе работиме на подобрување на водоводот. Денеска ќе отидеме на улицата Лазо Смаков, каде заедно со комуналното предпријатие вршиме реконструкција на водоводната инфраструктура, ќе вложиме сериозни финансиски средства во културата, во спортот, така да имаме многу работи кои што и сега и кажуваме, но и доправа ќе ги направиме во ова 2023 година.